Овој материјал представува детален академски практикум кој ја истражува суштинската улога на медоносната пчела во опрашувањето. И ајде веднаш да преминеме на нашите согледувања за тоа како можеме да го зајакнеме овој текст во оваа наша анализа. Апсолутно. Јас сум подготвен. Имаме навистина интересни работи за дискутирање денес. Структурниот премин од глобалното економско значење на опрашувањето кон деталната микроскопска анатомија на пчелата создава нагол прекин во наративниот текст. Значи, ова е првото нешто што веднаш ми падна во очи. Да, тоа е многу очигледно. Мислам, материјалот прави еден исклучително силен аргумент на самиот почеток за економската вредност. Зборува за милиарди евра. Точно. Милиарди евра во Европската Унија и во САД. И тоа е одлично поставено за да го зграбчи вниманието. Но слабоста лежи токму во тој следен чекор. Значи, скокот од макроекономијата и тие 14 милиарди евра, директно во броење на 13-тете телесни сегменти на антената на пчелата делува целосно неповрзано. Буквално како од ведро небо. Читателот во еден момент размислува за глобални пазари, а во следниот чита за Џонстоновите органи. Да, и читателот едноставно ја губи нишката зошто воопшто треба да ги знае овие анатомски детали. Особено во тој економски контекст кој што туку беше воспоставен како главен мотив. Баш така. Значи, мојот предлог за подобрување овде е да се создаде еден јасен структурен мост кој ќе ја поврзе макроекономијата со биологијата. Како точно би го извеле тоа? Па види. Треба да ја врамиме анатомијата на пчелата не само како збир на сувопарни биолошки факти, туку како специфични физички алатки кои, ја генерираат таа претходно спомената економска вредност. Тоа е одличен нагол. Например, конкретно може да го преместа делот 1.3, кој зборува за предиспозициите на медоносната пчела за опрашување. Тој дел може да служи како директен вовед во поглавието 2 за анатомија. Да, тоа веднаш бе го ублажило тој нагол прекен. И како дополнителен конкретен пример, авторите можат да ги воведат поимите како корбикулата, кошничката за полен, нели? Токму така. Корбикулата или јазикот на пчелата, да ги представат како вистинска физичка машинерија. Машинерија што буквално го предвижува тој сектор за земјоделство вреден милиарди. Тоа навистина го менува начинот на кој се чита текстот. Анатомијата веќе не е само досадна биологија, туку инженеринг на профитот. Апсолутно. И тоа природно не води кон следниот голем предизвик во материјалот. Ајде да го слушнеме. Подпирањето на меѓународни економски податоци на почетокот го ослабува фокусот кога текстот потоцна се обидува да ја нагласи специфична локална состојба. Да, знам точно на што мислиш. Надоврзувајќи се на таа економска вредност, делот со регионалните земјоделски податоци некако виси во воздух. Мислам, има смисла да се покажат тие големи бројки, но се поставува едно аналитичко прашање овде. Дали овие глобални докази се тука само за да го покажат максималниот потенцијал, додека локалните податоци остануваат целосно занемарени? Слабоста е баш во тоа. Текстот се отвора со тие импресивни бројки, но кога го воведува локалниот контекст, спомнува само 5,09 милиони хектари и специфично производство на овошје. И не успева да ги синтетизира овие точки. Точно. Оваа неповрзаност е огромна пропуштена можност да се проектира локалниот економски потенцијал. Знаеш, ги прави глобалните податоци да изгледаат ирелевантни за локалниот читател. Студентот си вели, окей, во Америка прават милиарди. Ама што имам јас од тоа на мојата нива? Значи, предлогот за подобрување тука би бил директно да се интегрираат локалните земјоделски статистики со глобалната економска рамка. Токму така. Треба да се искористат за да се пресметат или барем проценат локалните пазарни можности. Тоа ќе го направи текстот целосно фокусиран на експлицитната околина на читателот. Да дадеме некој конкретен пример за авторите. Како би можело ова да го изведат во пракса? Вака сега. Авторите можат да направат контраст помеѓу оној надоместок од $157 за опрашување бадеми во САД и признанието во нивниот текст дека, цитирам, не постои организирана активност за користење на пчелите за опрашување кај нас. Разбирам. Наместо тоа да звучи како некаков пораз, може јасно да се дефинира како огромна локална деловна можност за студентите, бидејќи пазарот е празен, нели? Апсолутно. Има уште еден добар пример.
можат да го применат економскиот модел на Европската Унија директно на податоците за локалниот принос на сливи и малини. За да ја прикажат хипотетичката финансиска загуба доколку не се управува со опрашувањето на тие локални насади. Точно. Кога на еден земјоделец ќе му пресметаш колку евра губи по хектар сливи само затоа што нема пчели, тој веднаш ќе обрне внимание. Џабе ти се сите глобални податоци ако не ги локализираш вака. Многу убаво кажано. Сметам дека ова навистина ќе ја подигне вредноста на материјалот, што не доведува до третиот клучен аспект за денес. Те слушам. Дескриптивниот агол при прикажувањето на факторите на животната средина ја пропушта можноста да се понуди динамичен пристап за решавање на проблеми во пракса. Да, ова е многу очигледно во тој дел од текстот. Авторите ги набројуваат ограничувањата како временските услови и оддалеченоста како некакви непроменливи факти. Баш така. Слабоста е што се констатира што се случува на терен, наместо овие елементи да се врамат како динамични променливи. Променливи со кои пчеларот или менаџерот на овоштарникот може стратешки да манипулира. Знаеш, текстот звучи како временска прогноза. Ти вели, температурата е ниска, има плевел, пчелите нема да летаат. И толку. Токму затоа, мојот предлог за подобрување е да се промени овој агол, да преминеме од чиста биолошка обсервација во применета земјоделска стратегија. Треба да го предизвикаме читателот активно да ги оптимизира овие услови за подобар принос. Дајвај конкретни примери, ова е многу интересно. Како студентот би манипулирал со, например, конкуренцијата од плевелите? Види, наместо само да се констатира дека глуварчињата се надпреваруваат со цветовите на јаболкото, авторите треба да го врамат тоа како менаџерско сценарио. Например, да се процени исплатливоста помеѓу косењето на конкурентните плевели наспроти зголемувањето на бројот на кошници по хектар. Ова е брилјантно. Значи, дали е поевтино да платам за бензин и работник да коси, или едноставно да донесам уште 2 кошници пчели за да ги заситам глуварчињата? Чиста математика. Точно така. И еве уште еден пример за оние температурни податоци. Текстот вели дека на пчелите им треба 12,7 степени Целзиусови за да летаат. Да, и обично сите мислат дека тука ништо не можеш да направиш, нели? Чекаш да стопли сонцето. Активно поставување на кошниците во микроклими кои се осветлени од сонцето и заштитени од ветрот. На тој начин вештачки го продолжуваш дневниот прозорец за опрашување. Значи ти им купуваш дополнителни работни часови на пчелите само со правилно физичко позиционирање на кошницата. Ова е вистински применета наука. Апсолутно. И мислам дека овие неколку промени драстично би го трансформирале овој материјал од теоретски текст во мочна практична алатка. Се согласувам, текстот веќе има одлична основа, само му треба ова стратешко фокусирање. Значи во оваа анализа разговаравме за измазнување на преминот помеѓу макроекономијата и анатомијата, потоа за локализирање на економските податоци за да се истакнат деловните можности и на крај заменување на аголот од описни факти кон применети стратегии за управување. Да, и како конкретни чекори, накратко препорачуваме анатомијата да се врами како економска машинерија. Исто така, да се пресметаат хипотетските локални приноси користејќи ги тие глобални формули. И секако, да се преработат еколошките ограничувања како сценарија за стратешко решавање на проблеми на терен. Навистина се надевам дека авторите ќе ги најдат овие сугестии за корисни. И ние се надиваме. Ги покануваме слушателите да го имплементираат сето ова и повторно да ни ги испратат своите ревидирани материјали за една нова дискусија. До следното слушање.